Здраво на сите. Ви благодарам за вашето присуство. Пред се да ги поздравам организаторите на овој настан, навистина прекрасен настан. Се надевам дека ова со тек на време ќе стане една одлична, убава традиција, каде што вака ќе се збираме и со тек на време ќе се окрупнуваме и ќе имаме поголема публика со тек на време. Јас, навистина, како што кажав, навистина ми е чест што сум тука присутен, што ќе зборувам за теми што се многу блиски и драги за мене, а тоа е предприемништво и инвестирање. Пред да продолжам да зборувам за тоа што имам да ви го кажам, сакам да се представам за тие што не ме познаваат. Јас сум Дарко Симуновски, фонд менеджер и извршен директор на Limitless Fund Management. Limitless Fund Management е друштво за управување со приватни инвестициски фондови и сме првиот мулти-асет фонд на Балканот во еден ваков тип и начин на работа. Пред да одам на тоа што работиме ние и конкретно, сакам малку да почнам со почетното, уводното, односно за предприемачите. Што значи да се биде предприемач? Предприемач не е само да се отвори една нова фирма. Предприемач е некој што бара решение за проблем што го нервира. Значи, прво нешто основно што треба да правите е, ако за тие што веќе не почнале со одредена дејност, да почнат да го бараат одреден проблем, ако веќе нашле одреден проблем, тогаш да бараат одредено решение. И тоа решение може да биде производ, а може да биде исто така и услуга. Кога станува збор за услугите, моје предпочитување е секогаш да правите нешто што, за разлика од другите што веќе го направиле во вид на услуга, да бидете уште подобри и да бидете уште пообемни и поконкретни и нормално со уште подобра услуга што можете да ја дадете за вашите клиенти, идни клиенти, ако ги немате. Исто така, да се биде предприемач, мора да се земе, да се ставите на страна од тој што е конзумент, тој што треба да ги користи таа услуга, мора да се ставите на негово место, да видите кои се нивните потреби и да вие како предприемач, вие сте должни да ги задоволите тие потреби на тој што е од другата страна, што треба да ги користи тие продукти или услуги. Предприемачите се секако моторот на економијата. Секаде во светот, така и кај нас, во последните години, деценија би рекол, тука гледаме еден доста замав на новите генерации што идат, што веќе има се повеќе предприемачи и луѓе што се обидуваат, млади, амбициозни луѓе со добри идеи, што се обидуваат да направат добар производ или добри услуги. Во регионот имаме огромен потенцијал. Талентирани луѓе, ниски оперативни трошкови, најниски даноци, не знам колку од вас сте запознаени, Македонија е со најниски даноци во цела Европа и е со најниски даноци од најниските во светот. Така да, ние сме во голема предност тука. Исто така, стратешка локација, но за да го искористиме тој потенцијал, мора да размислуваме како инвеститори што остани од почеток. Ние веќе гледаме доста примери низ регионот на успешни фирми, од тек компании, па компании, се до компании што произведуваат храна или друго видови на производи или услуги. И гледаме дека тие навистина експоненционално растат. Така да, дефинитивно, ова тло тука нуди доста можности. Сметам дека тука, како што има можности, моментално, јас би рекол, тука се најдобрите можности, тука во Македонија. Затоа што ако вие имате добро решение за вашиот производ или за вашата услуга, на крај на денот, географски, кај се наоѓате и на крај на денот не е толку битно. Битно е што вие давате назад за тие што треба утре да го имаат тој производ или услуга.
Пред да кажам сакам да кажам некои пораки, сакам прво да прашам колку тука од публиката се веќе предприемачи или работат на одредени фирми, нека кренат рака, ќе ве замолам. Тоа е добра бројка, ми се допаѓа таа. И колку од вас сакате да бидете предприемачи, имате идеја и сакате да почнете со работа и да бидете предприемачи утре, ве молам кренете рака. Имам еден практичен совет за вас, вие што сакате да бидете предприемачи. Како што реков пред малку, прво треба да видите кој е тој проблем што за вас проблем. Нешто што мислите вие дека не чини, не е добро или треба да се промени. Барајте го тука решението, понудете го вие решението, бидете вие решението за тој проблем. Или за нешто што мислите дека не е комплетно и треба да се комплетира и да дадете нешто подобро. А од другата страна, за тие што веќе се предприемачи, мојата порака е не правете ривалства, градете мостови и градете партнерства. Со тоа вие ќе станете корпорација, ќе станете уште поголеми, ќе станете уште успешни. Затоа што бизнисот на крајот на денот е соработка и кооперација. Јас лично сум 23 години инвеститор. И исто така, од пред 23 години почнав со обиди во предприемништво. Имав доста, што би рекле, неуспешни обиди, јас не го викам тоа не е успех. Во мојот речник не постои неуспех. Постои само страв од неуспех. Секој обид е многу значаен, затоа што секој нареден обид ќе ве донесе до успехот и целта што сакате да остварите. Така да никогаш не се плашете од нешто што не сте успеале, уствари не постои неуспех. Затоа што еве сега пример ќе ви кажам. Майкл Джордан, најуспешниот кошаркар во историјата на спортот на кошарката. Играл 15 сезони во НБА, но добил само 6 шампионски прстени. Бил 6 пати шампион. Дали тоа значи дека тој бил неуспешен? Не, апсолутно не. И тој имал одредени сезони каде што не бил шампион, но не значи тоа дека не бил најдобар. Така да има само обиди и учење од тие обиди преку грешки да се дојде до крајниот резултат и до крајниот успех. Барем така е по моје видување и по моје мото. Инаку, јас како што кажав, одамна веќе сум и инвеститор и предприемач. И пред да почнам да го почнам ова што го почнавме заедно со моите партнери, моите колеги, ние сакавме да направиме нешто посебно. Но сепак, да се дојде до нешто вакво не е случајно. Затоа ми требаше доста време, доста период во животот мој да поминам низ доста предизвици и пречки и исто да согледам одредени проблеми што најдов решение и заедно ние како екипа ги пронаѓаме тие решенија и ги нудиме тие иновации. Затоа што мојот пристап е иновативност. Мојот пристап е кршење на бариерите и создавање на нови стандарди. Ако вас, на секој од вас, што сакате да почнете утре да работите со свој бизнис, гледајте да бидете иновативни, да бидете посебни и со тоа сигурен сум дека успехот е неминовен. За Limitless Fund Management, како дојде до таа идеја? Таа идеја е низ годините, како што кажав, од многу интересни ситуации, исто така учења од туѓите грешки, но и од своите грешки. Ако одиме, например, како инвеститори, и нормално, ќе инвестираме во берза, но берзата знае исто така да биде и против нас. Ние сме биле сведоци преходно како берзата може и буквално да крашира. И луѓе што веќе стекнале одредена добивка во текот на инвестирањето, можат преку ноќ
5-6 годишно инвестирање да го изгубат или дури да бидат и во загуба. Тоа е кај берзата. Берзата е сепак нешто што е мотор, двигател, пак излезено од вас, луѓе како вас, предприемачи, што излегле на официјалната берза и биле јавно тргувани компании и така сте дошле до тоа. Така да дефинитивно берзата е одличен начин за инвестирање. Постојат и многу други начини на инвестирање. Тоа е едно како предприемачи е многу битно инвестирање во својот бизнис. Апсолутно, но меѓутоа мора да има диверсификација. Јас тоа од моје лично искуство научив дека мора да има диверсификација. Мора да има диверсификација. Не можете вие да се основате само на вашиот бизнис. На преска на панел дискусијата еден од соговорниците спомна дека имале доста тешкоти во текот на ковид кризата. Значи, секогаш ќе има некои такви тешки периоди кога имате одреден бизнис и ќе се соочите со такви предизвици, но меѓутоа за да ги пребродите тие предизвици многу полесно, ќе можете да ги пребродите ако сте истовремено и инвеститори. Затоа што јас верувам дека предприемништво е многу тесно поврзано со инвестиции, со инвестирање. Така да јас секогаш тоа топло го препорачувам за тие што веќе се предприемачи, генерираат добар профит на фирмите, треба истовремено и да инвестираат. Но меѓутоа, тоа што се соочуваме, проблемите што го спомнав пред малку, се тие работи што може некогаш да се случи и загуба на капитал. И затоа ние дојдовме до оваа идеја што ја правиме во Limitless Fund Management. И таа идеја е комбинација на повеќе видови на имоти. Ние во Limitless Fund Management нашата инвестицијска филозофија е пред се истражувачки пристап, значи правиме фундаментална анализа кога инвестираме во берза, но меѓутоа исто така правиме одредена анализа кога инвестираме во недвижности и кога инвестираме во приватни компании. Но сепак тоа го правиме со аутсорсинг, односно правиме соработка и градиме мостови со други компании и професионалци што се во таа област. Исто така во управувањето со ризици, користиме софистицирани мерки за управување со ризици и мониторинг и заштита на капиталот, за да се осигураме дека со тек на време нашето инвестицијско портфолио на нашите инвеститори може да биде отпорно и на предизвикувачки периоди како што е денес. И третиот принцип е долгорочно создавање на вредност. Тие се главните принципи што ги работиме тука во Limitless Fund Management. Се водиме, тие принципи ни се како водилка по начинот на работа. Исто така, тоа што сакам да го споделам со вас, на овој дел што го зборував за иновативност, нашата цел беше да направиме нешто што го нема тука. Ние сме прв, единствен приватен инвестицијски фонд на Балканот, што во еден кош имаме инвестиции на недвижности, имаме инвестиции на берзи, во светските берзи и инвестираме во предприемачи. Инвестираме во приватни компании и исто така инвестираме во стартапи. Добри идеи, поддржуваме добри идеи и со тоа придонесуваме за развојот на идните компании, но меѓутоа исто така и за регионалниот развој. Тука се наведени сите видови на инвестирање, како што спомнав со недвижностите, со берзите, со приватниот капитал, тоа што го спомнав во приватни компании и зошто ова го правиме? Затоа што недвижностите ни даваат сигурен прилив на средства, добри компании ни даваат секогаш кешфлоу и берзата ни дава ликвидност, но меѓутоа исто така дополнителен раст. Така да со оваа комбинација ние што ја правиме е нудиме таа уникатност и посебност за разлика од сите други. Затоа, како што кажав, кога имате таков пристап на нешто, кога нудите решение, гледајте да понудите решение што никој не го дал до сега. Ние во оваа област, во областа на инвестирање, сега на инвеститорите на Балканот
по први такви го нудиме тоа решение. И сметам дека успехот е неминувен, но меѓутоа за се потребно е време. Исто така еден од соговорникот што беше пред малку кажа добра поента, тоа сакам исто порака на сите, дека за секој еден бизнис потребно е време, потребно е потребно е многу енергија и време, секако време. Значи, еден бизнис да се развие потребно е 3 до 5 години да дојде да се етаблира, да се стабилизира, за да може да направите тоа што сакате да го направите. Ние почнавме пред пола година, точно пола година имаме кај што почнавме со пола милион евра, сега сме 1,5 милион евра под управа и понатаму секако дека ќе растеме и покрај нас со нашата инвестициска стратегија ќе најдеме доста компании што ќе растат понатака заедно со нас. Јас не би се задржувал многу, времето е сепак ограничено, на оваа тема навистина имам многу да споделувам и да зборувам, но меѓутоа нема да се задржувам многу. Што сакам да кажам? Дека на крајот на денот ние сепак живееме во една доба каде што навистина е многу лесно денешно време да се почне со инвестиции, за разлика од тоа што било пред 10 години или пред 20 години или пред 30 години. Ние имаме таа предност, имаме таа можност и сепак ова е едно прекрасно и возбудливо време за нови инвестиции. И јас секогаш велам, има два типа на луѓе. Играчи од една страна и посматрачи од друга страна. Од вас зависи дали вие ќе бидете тие играчите што треба да бидат новите голгетери или ќе се плашите од потенцијален неуспех, нешто што не постои и ќе стоите на трибините и ќе бидете само посматрачи. Јас ве охрабрувам сите вие што немате почнато да почнете да зачекорите, не се плашете од неуспех. Такво нешто не постои, постои само обиди и учење од грешките, се додека не стигнете до целта. Имам една анекдота, еден пример, претпоставувам можеби некој од вас исто го знае. Собственикот на KFC, чинам дека на 60 и кусур години човекот го почнал бизнисот, бил преку 1000 пати одбиен. Преку 1000 пати бил одбиен за да добие финансирање за неговата идеја да ја оствари. Но меѓутоа на 1009-та врата кога чукно, таа врата му се отворила и сега знаеме KFC што значи во светот. Ова е една прекрасен пример дека ако верувате во себе и ако навистина го најдете решението, можете да направите нешто прекрасно и можете да успеете. Предприемачи, ние сме тие што треба да направиме нашата економија посилна, да создадеме работни места, да го подобриме квалитетот на животот и да поставиме трајно наследство за идните генерации. И исто така, говорот мој ќе го завршам со една многу јака порака од Кенеди. Не прашувај што може државата да направи за тебе, прашај се ти што можеш да направиш за државата. Тоа е мојот пристап цел живот и треба и вашиот пристап така да биде. Ние сме тие што ја градиме еднината, предприемачите. Така било секогаш и така ќе остане во еднина. Ви благодарам за вниманието на сите.